Да, повелете. Ако може да се надоврзиме на проблема, затоа што цела емисија би ни поминала во депонијата, а Струга има и други проблеми. Јас, ако би дозволите, би го спомнал проблемот со водоводот. Тоа е... Да, секако тоа е едно од тематските, да. Може да искоментирам за тоа, така? Значи, Струга е општина која што знаете, Струга е град на две води, а ние имаме константно проблем со водата. И сега видите, се случува во летниот период, како што кажа некои од учесници во дебатата, кога ќе дојдат пешалбарите и нормално туристите, се зголемува капацитетот на луѓе и заради тоа има недостиг и притисок на водата. Меѓутоа, најголем проблем е тоа што има многу кои што си ги наводнуваат плочниците и бекатон плочките во Струга. Само за да им е поладно, не внимавајќи на тоа дека луѓето кои што живеат погоре од трет кат немаат вода за пиење, немаат вода за основни потреби. Сега за тоа се нуди едно решение. Јас во разговор со хидроинженери ми гарантираат дека изворот во шум во Струга има капацитет од 450 литри во секунда, а градот Струга има потреба од 150 литри во секунда. Сега замислете колкави се загубите. Решението на тоа е поставување хидрофори на секоја улица с кои што ќе бидат дигитализирани и преку еден заеднички центар ќе се прати недостиг загуба до 1 литар во секунда на вода. Тоа е проблем кој се решава веднаш. Нема никако, значи не е нешто што треба да го измислуваме. Тоа веќе постои, само треба да го примениме. И нормално тука доаѓа сепак комуналната полиција во прашање. Значи проблемот со водата.